Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, уште едно ново издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ви благодарам што и ова попладне сте со нас за да ги проследите најновите случувања кои што ви ги носиме директно преку емисијата од своја страна. Преку ово издание најавуваме еден убав настан кој што ќе се случува на 24 месецов, женски економски форум 2024, токму преку моите гостинки говориме малку повеќе за форумот, за сево на кое што ќе се говори и ќе биде фокус на овој настан. Моите две денешни гостинки се госпоѓа Анита Механџиска, која што ни доаѓа од организацијата Јас сум жена или Здружение за вмрежување на успешни жени, и Теа Цветановска, која што ни доаѓа од организацијата Global Shapers Skopje Hub. Дами, ви благодарам што прифативте мојата покана да проговориме за сево оно што ќе се случува на 24 и сево оно кое што е поврзано со Женскиот економски форум 2024. Здраво. Се мислам благодарам на поканата и чест ми е да прв пат ми е кај вас во вашево студио да присуствувам. И мило ми е што не поканавте, за да може повеќе да ви објасниме за нашето здружение, а и за настаните кои ги организираме во текот на целата година. Особено сега, како акцент да го ставиме, овој викенд што ќе се организира 23 и 24 Женскиот економски форум. Така, Анита ни доаѓаат од организацијата Јас сум жена. Во повеќе наврати во емисијата од своја страна имаме проговорено за сево на кое што се случува во организацијата, за сите настани проследени од страна на Јас сум жена. Меѓутоа, ајде, збор 2 за организацијата, па потоа ќе продолжиме со Теа и со незината, односно организацијата од каде што таа ни доаѓа денес. Така, Јас сум жена е здружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. И самото име кажува дека ние најмногу посветуваме внимание на вмрежувањето, едуцирањето, како и истражувањето за положбата на жената во современото македонско општество и го истражуваме нивото на полова рамноправност во современото македонско општество. Да посветим, например, внимание за вмрежувањето, можам да кажам дека многу организираме настани, обуки, работилници, на кои учество земаат успешни и реализирани жени кај нас, а и надвор од Македонија. До сега со конференцијата што организиравме минатата и предминатата година, значи веќе може да се пофалиме, имаме 2 успешни лидерски женски конференции организирано и со нив покажавме дека во модерното општество не може више професиите да ги делиме на машка и женска, дека секоја жена е способна, искусна и полна со знаење и вештини за да се води рамо до рамо со секој маж. Покрај на годишно ниво, покрај Женската лидерска конференција го организираме и Женскиот економски форум. Оваа година ќе е вториот Женски економски. Како што наведов ќе се 23 и 24 од 17 до 20 часот ќе биде на Zoom платформата Zoom, така? Ќе биде онлайн. Исто така може да кажам дека од делот на едуцирањето Јас сум жена има менторска програма. Особено ќе посветиме внимание на менторски предавања, курсеви и работилници кај нетипичните професии, за да може нели повеќе да ги приближиме до жената, а и до општеството. Сево на кое што ќе се случува со форумот, со економскиот форум, малку подоцна, да ја представиме и нашата Теа Цветановска, ни доаѓаш од Global Shapers Skopje Hub. Јас морам овде да погледнам за да не го сгрешим името на организацијата, како оди приказната ваша со Јас сум жена. Така, најпрв ми благодарам на поканата и од мене. Јас, како што ме најави, доаѓам од Global Shapers Skopje Hub. Тоа е младенска, непрофитна и невладина организација, која што воедно е и една од неколкуте младенски организации под покровителство на заедницата, глобална заедница на Global Shapers, која што е под покровителство на Светскиот економски форум. Самата заедница брои огромен број на членови, каде што членуваат над 11.000 шепери широм светот, кои што доаѓаат од
152 земји на распространети низ сите континенти и тие бројат повеќе од 500 хабови, меѓу кои секако и нашиот Скопје хаб. Самата заедница е основана во 2011 година од германскиот професор Клаус Шваб и таа е заедница која што е основана за младите, за тие да можат активно да бидат чинители во донесување на одлуките и во носење на некои позитивни промени, а воглавно и обликувачи на иднината и на општеството во кое што живееме тука. Сите тие млади се лидерски, со лидерски способности, лидерски улоги во општествата и многу успешни и со доста достигнувања во она што го работат, но се заедно ги врзува заедничката цел, која што е обликување на промени преку диалог, акција и промени. Така, како доаѓате до соработка со Јас сум жена и зошто токму со оваа организација ТЕА? Најпрве ние во во Global Shaper Skopje Hub работиме на повеќе проекти, самата организација број 23 члена и имаме повеќе активни проекти на најразлична тематика, од сајбербезбедност до ментално здравје, но и финансиска писменост. И самиот наш проект кој што е внатрешно во нашиот хаб се води со истата мисија како и организацијата Јас сум жена. Тоа е за финансиска писменост, односно една многу важна тема од општествен интерес. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што самите индивидуални финансиски одлуки на поединците во општеството колективно влијаат на економскиот раст и развој во една држава. И од тука потекнува дека економски писмено или едуцирано население е способно најпрвим да го разбере целиот економски систем и финансиски систем, потоа да донесува здрави и издржани финансиски одлуки и на крај исто така да се заштити и од самите финансиски ризици. Дополнително на тоа, финансиски едуцирано население е во можност и е способно да ги користи постоечките финансиски продукти на пазарот, да ги користи мудро и добро издржано финансиски и со тоа автоматски придонесува кон одржлив економски раст и развој на државата. За крај, на мисијата зошто сме мотивирани да го правиме ова, воглавно фактот е дека во Македонија во формалното задолжително образование не постои оваа тема како во наставните програми и затоа ние преку овој форум се обидуваме да ја доближиме до луѓето и особено до младите и да помогнеме тие да го дигнеме нивото на финансиска писменост. Анита, што покажува искуството со првиот женски економски форум, каква е заинтересираноста еве и на младите и општо на жената во Македонија за да научи нешто повеќе за финансиите, за финансиската стабилност, за финансиската независност на жената денес? Се пријавуваат и се охрабруваат ли да ги слушаат сите овие убави панел дискусии и корисни секако? Искрено да ти кажам, уште претходната година имавме доста заинтересираност, но оваа година многу се изненадивме, дали поради позитивната кампања и од претходната година, нели, позитивни искуства кои се споделија и на социјалните мрежи и на нашата веб страна, жените се многу повеќе заинтересирани оваа година. Значи, стварно голема бројка се пријавени и сега е пријавувањето до 21. Така, до 21 регистрацијата се уште е во тек? Так, се уште е во тек, може да се пријават уште, но мислам неколку пати се повтори, стварно сме изненадени. 3 пати е поголема бројката од претходната година, така да многу тоа го сме... споменавме и секако и со председателката на Јас сум жена, со Ана Дукоска, нешто во нашиот разговор, нешто позади камерите, исто така беше презадоволна од бројката досега и тоа е една убава информација, тоа е една убава вест која што треба да одекне и да се слушне. Жената све повеќе сака, и се повеќе сака да е вклучена. Да. Токму така, покрај со организацијата
на Global Shapers Hub Скопје соработувате, односно склучивте една убава соработка со факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ајде повеќе за таа соработка, како ви е идејата да соработувате со нив токму со овој факултет? Така. И претходната година имавме една соработка со факултетот Гоце Делчев од Штип, но прв пат оваа година склучуваме меморандум за соработка со факултетот за туризам и бизнес логистика од Гоце Делчев, Универзитетот Гоце Делчев. Так. Целта ни е сега, мислам, како почетници со оваа соработка од економскиот, финансиски аспект е истото што и со Global Shaper. Да може да подигнеме финансиската култура кај студентите и кај сите што се заинтересирани, со особен акцент на правилното управување на финансиите, домашните буџети и исто така да ги запознаеме младите за начините за штедење и инвестирање. Тука би кажала дека понатамошни проекти со кои би соработувале со факултетот би биле дори за мали предпријатија, како да може стартапи да се прават и сите тие работи. Така, претпоставувам во некои наредни настани. Така, за сето тоа може да не следат на социјалните мрежи или на нашата веб страна, ќе имаме секогаш најави. Чинам една од предавачките беше и деканката на... Да, деканката е панелистка во првиот ден. Так, за предавачите малку подоцна, теа како представник на организацијата во која што се вклучени толку многу млади луѓе, колку младиот човек денес во Македонија е финансиски писмен? Така, токму податоците кои укажуваат на финансиската писменост еве конкретно во нашата земја и всушност не мотивира да го започнеме овој проект и една ваква мисија во нашето општество, затоа што податоците не се многу на позитивната страна. Од последните истражувања не ме држите за бројки, но околу 50% од младите во Македонија се способни да донесуваат вистински издржани финансиски одлуки. И тука се јавува и потребата од самото дигање на нивото на едукација, токму затоа што денеска барем живееме во едно дигитално време, во кое што сите финансиски продукти се следуваат во дигиталниот свет. И така што тука се јавува потребата и нужноста на младите да се приклучат кон ваква едукација за тие да можат индивидуално да управуваат и менаџираат со своите најпрви лични финанси, а потоа и понатаму во самата економска сфера во општеството. Како представник на организацијата која што го организира токму овој форум, Анета, кои теми ќе бидат во фокусот на женски економски форум 2024? Овака, првиот ден на 23-ти ќе бидат финанси за мали бизниси и за фриленсери, а вториот ден на 24-ти ќе се занимаваме со штедење и инвестирање. Тоа се главните теми и секоја панелистка има своја подтема. Дори како изненадување на крајот на двата дена имаме и награда. Така, и тоа ќе го споменеме. Чинам дека беше некој семинар, ако не се лажам. Да, и за двете наградната игра, мислам, како награда добиваат семинар само на различни. Така, панелистките и се она кое што е потребно за регистрацијата ви е јавно објавено на Јас сум жена на веб страната, меѓутоа ќе ни откриете ли еве некој дел од панелистките можеби токму во емисијата? Вака. Првиот ден започнуваме со панел дискусија, тектонски поместувања и нови предизвици кои настануваат со финансирањето на малите и средните предпријатија. Учество ќе завземат успешни панелистки, успешни жени во Македонија, од кои една е Габриела Кулебанова, таа е председателка на Центарот за мали, микро и средни предпријатија при Стопанската комара на Македонија. Потоа е Наташа Шапкалиевска-Србаковска. Таа е директорка на секторот за физички лица од Прокредит Бранка. И тука и нашата деканка, со која склучивме меморандум за соработка, Цања Бошков,
која како деканка на факултетот за туризам и бизнес логистика е многу упатена во овој дел. Главна говорничка ќе ни биде Марија Андрич и ќе ја обработува темата нов бизнис во дигиталната ера. И после презентацијата на главната говорничка започнува и работилницата. Работилницата ќе е од Ева Бизнис тренинг центарот. Таа ќе е и дел од наградната игра. Така. Која ќе се наградната игра ќе биде финансиско планирање за нови мали бизниси, но наградата ќе биде семинар кој ќе се одржува во Ева Бизнис тренинг центарот на 30 март. Така да се надевам дека Одлична можност. сите учеснички што ќе бидат на семинарот будно ќе следат, нели, и може дури ќе како претходната година со брзи прсти кој ќе е најбрз, нели. Така. Што е предвидено да се научи, со какви знања е предвидено да се стекнат сите учеснички кои што ќе се заинтересираат да се регистрираат на Женски економски форум? Па знањата воглавно доаѓаат и од самите теми кои што се платени со агендата и со предавачите, но пред се ние во исто време очекуваме дека учесниците ќе се стекнат и со одредени вештини, но и практична примена на овие вештини и знаење преку интерактивниот дел на работилниците кои што ги споменавме претходно и на самиот квиз каде што ќе имаат можност и да го тестираат своето знаење. Ние морам да кажам дека ставаме акцент на двете формално или теоретски дел на самиот форум, но се ставаме и исто така еднакво акценти на практичното примена на самото тоа што ќе се научи за време на форумот и ќе остане за подоцна. Така. Анита, колку ваквите успешни жени како овие панелистки и учеснички кои што ќе предаваат се заинтересирани да бидат дел од вакви настани каде што може да го пренесат и своето искуство и своето знаење до сите оние кои што ќе се регистрираат, бидејќи кажавте навистина има многу луѓе, многу жени кои што сакаат да слушнат, да украдат збор повеќе, искуство повеќе. Имаме ли ние успешни жени кои што сакаат да пренесуваат знаење и знаење? Да, искрено, кај нас во Македонија све повеќе има, нели, како еволуцијата на, нели, современово општество, жените све повеќе ги добиваат, нели, оние професии и позиции со кои можат да придонесат кон едуцирање на младите, како и на жените кои не успеале во текот на, нели, на својот работен век да постигнат некое ниво, а се уште сакаат да се доедуцираат. Пречекани сме од сите панелистки и, нели, видно што планираме проекти со позитивна енергија и онака воодушевени се, бидејќи сакаат да го прошират начинот до кој дошле тие, нели, на таа професија и да помогнат на младите за да може, нели, и они некој ден да дојдат, нели, до тоа место. Така, зошто ве прашувам токму вам, затоа што чинам дека вие како дел од една ваква женска организација сте во најблизок судир и со жените кои што умеат да пренесат знаење, кои што се искусни и успешни во таа област, од друга страна и со жените кои што се овде за да слушнат и да научат нешто повеќе, односно во допир со сите оние жени кои што се вклучени во настанот. А од друга страна пак колку младиот човек денес се инспирира од поуспешен модел од него и колку е спремен да учи и да купува знаење од едни вакви панелистки кои што ги кажавме овде. Така е, бидејќи визијата на нашата организација е и креирање и создавање или охрабрување да создадеме проактивни млади, тоа значи дека младите луѓе сами бараат, сами сакаат да слушнат и сами сакаат да се инспирираат, односно да дојдат во допир со такви настани работилници кои што се организираат. Од тука доаѓа и нашата идеја да се поврзиме со една ваква успешна организација со која што заедно партнерски ќе организираме ваков форум на кој што и ние на некој начин преку нашата мрежа ќе им дадеме пристапи на младите жени и девојки да се вклучат во еден ваков форум и да научат за управување, менаџирање на своите лични финанси,
буџетирање, Штедењето, како... исто така инвестирање како еден дел и многу други исто така теми кои што младите навистина размислуваат, бараат одговори, но не секогаш ги бараат на вистинското место. Затоа сметам и дека вакви настани треба да се повеќе медиумски застапени, достапни, презентирани, да младите имаат пристап до ваков успешен форум каде што ќе навистина ќе се стекнат и ќе учат од успешни успешни жени. Адекватни примери пред себе кои што ќе можат да земат. Па дури ќе може да ги заинтересираме, па да може да сакаат да останат кај нас, а не да заминуваат од држава. Затоа што знаеме дека може надвор од Македонија има поголеми можности за многу работи, но затоа и ние се трудиме, нели со вакви успешни конференции или форуми да ги заинтересираме и да го приближиме кон секој млад човек. Така и од друга страна да покажеме дека има и тука, има и во оваа дека можеме и ние, само доволно е нели да знаеш каде да побараш. Втора година Женски економски форум. Настанот е бесплатен, да напоменеме. Регистрацијата е до 21 март на платформата Zoom ќе се одржува. Анита, кои се плановите во иднина за женските економски форуми? Планирате ли тоа можеби да го направите да биде и во живо? Какви се плановите? Како ќе оди традиционално ваквиот настан? Бидејќи заинтересираноста за Женскиот економски форум се покажа многу поголема од очекувањата, така да планираме здравје наредната година, со поголема организација да биде во живо, во некој дел од наша Македонија. Так. Сето тоа ќе видиме понатаму каде, како ќе се одвија, но бидејќи заинтересираноста се покажа многу голема, така да редно е овој форум веќе да преиде во живо, Во живо да се споделат сите тие, за да е многу интерактивноста ќе уште подобра, кога ќе може Токму така, еве и јас и вие сме сведоци на двете женски конференции кои што се одржаа на Јас сум жената, еден прекрасен настан кој што треба да го посети секоја една жена која што сака да види како е да се биде успешен, сака да земе примери, сака и да се покаже, навистина вие имате и таа позитивна енергија која е дел од тие настани. Токму така. Теа како планирате да ја продолжите соработката со Јас сум жена, од друга страна дали самите сте отворени за нови членови, можеби во вашата организација, кои се идните планови на вашата организација? Ние лани по организирањето на првиот женски економски форум со Јас сум жена, сме навистина многу задоволни од самата соработка, но и од успехот на самиот настан. Токму затоа и оваа година беше пресудно да го потпишеме меморандумот преку кој ние се на некој начин договоривме дека сите следни настани ќе ги организираме заедно и се надеваме дека ќе достигаме уште поголеми успеси заедно на оваа тематика и заедно сме посилни во самата мисија на подигање на финансиската писменост во државава. Токму така. Извини што ќе те прекинам, што се однесува до второто прашање, секако и нашата организација моментално има отворен оглас за нови членови кои што ќе трае до 27 март, така што сите заинтересирани млади, може од 20 до 30 години, може да се пријават и да се приклучат на обликување на промени, донесување нешто ново и едноставно креирање на некоја проактивност. Така, ете една одлична можност за сите оние кои ќе го погледнат ова и ќе им стане примамливо и интересно. Анита, покрај форумот, што ќе се случува следно со организацијата Јас сум жена, ќе ни откриете ли нешто повеќе за се оно кое што ќе следи или останува ред по ред да ги чекаме убавите настани кои што ни доаѓаат? Многу ќе има изненадување оваа година, значи многу сме ангажирани и многу работиме. Така да постепено за секој настан ќе има најава на социјалните мрежи и на нашата веб страна. Може само да најавам онака дека менторската програма ќе се продолжи, конференцијата исто таа годишната, трета веќе година, така. И ќе имаме исто така и некои си
добротворни акции, но сето тоа постепено, нели како ќе се одвиваат, ќе Така, има... дефинитивно периодов работите, подпишувате доста соработки, доста меморандуми, што ме радува и посебно ме радува, бидејќи ова е една женска организација за која што сме засегнати, посебно ние жените, нели, кои што ја сочинуваат. Глобалната женска лидерска конференција останува, економскиот форум останува, уште еднаш при самиот крај ќе потенцираме каде ќе можат да се регистрираат и до кога. Колку жената, македонската жена е заинтересирана денес да учествува во сето ова кое што го најавивме? Сака ли да работи на себе? Да. Благодарение на социјалните мрежи, на нели дигиталното време, жените све повеќе и повеќе се заинтересирани, бидејќи можат во чекор да не следат и да гледаат што како се случува околу нив и нормално жена како жена секогаш сака нели да работи на себе. Веќе све помалку се случаи кои не се заинтересирани. Дури искрено може да кажам и од руралните средини све повеќе и повеќе жените си внимаваат на себе, гледаат да се едуцираат, да се усовршат, дури вештините кои ги имаат да ги пренесат, дури да ги подобрат, затоа што треба и традицијата да се сочува. Така, чинам дека денес сликата за македонската жена и како е подобрена, меѓутоа ќе се сложите дека имаме и уште работа и дека не треба да се престане со работа, колку младата жена, младата девојка е заинтересирана да работи на себе, да се образува, да ги следи сите овие настани теа при самиот крај. Еден краток индикатор за тоа е самото членство на жени, на девојки во нашата организација, тоа е многу поголемо од мажите или од машкиот пол, така што ако тоа е еден индикатор дали жената е заинтересирана, тогаш би рекла дека да, дефинитивно девојките се заинтересирани да членуваат во младински организации, да се пријавуваат на настани, да учествуваат во било какви обштествени и социјални случувања. Така. Девојки, ви благодарам за денешниот разговор. Јас овде имам и некои подароци за вас, а надевам дека читате македонски автори, дека убаво ќе ви дојдат за вашите домашни библиотеки. Оливера Николова, Збогом Вано Ванке, за вас Анита, се надевам дека ќе се уживате со нашата Оливера Николова и есента во животот на професор по марксизам. За вас Теа. Ова се подароци од моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина, со кој што потекнуваме читање на македонски автори. И сметам дека читањето е неизоставен дел од нашето секојдневие и нели велиме дека колку еве сега сме тука во женско друштво, колку една жена повеќе чита, толку повеќе може и да се снајде и во околината и да напредува секако. Така и да го пренесе знаењето на своите деца. Токму така, неизбежно и не помалку важно. Ви благодарам уште еднаш што најавивме еден прекрасен настан, една убава соработка која што ќе трае и секако се гледаме и се слушаме на Женски економски форум 2024. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, јас при самиот крај уште еднаш ќе ве потсетам дека регистрацијата за Женскиот економски форум 2024 трае до 21 март. Настанот се одвива преку Zoom платформата на 23 и 24 март. Се надевам дека преку ова интервју, овој разговор споделивме малку повеќе информации како за форумот, така и организациите кои што ги представуваат овие две дами, мои денешни гостинки. Ќе ви се заблагодарам за вниманието и се гледаме на Женски економски форум.